Меѓу другото, признание им се оддава и на здравствените работници, противпожарните единици, на сите алки кои што нудат поддршка на повредените во сообраќајните незгоди, но и на семејствата на повредените и загинатите. Со какви статистики ни доаѓаат од итната медицинска помош? Податоци добиваме од доктор Анита Димовска, раководителката на итната медицинска помош. Добро утро, доктор Анита, и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Кои се последните бројки од вашата служба? Последните бројки од овој месец, статистиката, значи од 1 ноември навака, имаме интервенирано на 55 сообраќајни незгоди. Секако дека бројката на повредени е многу поголема, така да имаме една споредба направено, месецот е дури до половина стигнат, значи далеко е 1 декември за една таква статистика, ќе биде и многу поголем, се надевам дека нема да биде овој број многу поголем. Меѓутоа сме сведоци на една секојдневна работа со сообраќајни незгоди. Значи, сообраќајните незгоди станаат дел од нашата секојдневна работа. Службата за итна медицинска помош, колку и да има екипи на располагање во една смена, секогаш мора да има, и тоа е старо правило, да се чува една екипа која што ќе биде за сообраќајни незгоди. Целта е да се стигне навреме, сметајќи ги сообраќајните незгоди како интервенција од тип 1, каде што мора да се стигне најбрзо. Се соочуваме со секојдневни такви интервенции, каде што, верувајте, на таква една гледка не остануваме рамнодушни ни ние. И како постапува итната медицинска помош во случај на дојава за сообраќајна незгода? Каков е протоколот за работа? Протоколот за работа во случај на дојава настојуваме со оној кој што пријавува да останеме на линија додека не стигне екипата. Првото ни е битно каде е сообраќајната незгода, значи точна локација да се одреди за да се стигне побрзо, затоа што многу е важно, ако немаме една точна локација, се губи временски период. Тогаш колку и да сакаме да стигнеме побрзо, нели на грешна дадена локација, се губи драгоцено време. Потоа прашуваме колку луѓе се повредени и во каква состојба се. Првата помош да се пружи додека да дојде возилото, во меѓувреме се испраќа веднаш возило и прашуваме дали има повеќе повредени за да евентуално спремаме и друго возило да се упати кон дадената локација. Секогаш тука имаме соработка и со полицијата и со во случај на неможност за вадење на повредениот или унесреќениот од возилото, секогаш тука ни е и противпожарната служба, која што така како еден тим од 3 витални служби настапуваме при одредена сообраќајна незгода кога е од потежок карактер. Како треба да се однесуваме ние како учесници во сообраќајот, доколку ги видиме вашите екипи на улица? Спомена предмалку и професор Дујовски дека не секогаш знаеме како да се однесуваме на улица. Да, сведоци сме на оној сообраќајен метеж кој што го имаме секојдневно по улиците. Веќе го нема, да речеме, оној метеж наутро и попладне, тоа е низ целиот ден, така да ние навистина тешко нашите возила се движат по сообраќајниците, поготово на Скопје, каде што навистина има голем градски метеж, меѓутоа тука многу е значајна сообраќајната култура на возачите. Значи секогаш треба да се има правило како треба да се постапи кога ќе се слушне сирената на возилото на итна медицинска помош. Сите возила да ни се тргнат, кога едно возило ќе ни го попречи патот, залудно ни е целото движење кон одредената дестинација. Значи, треба да се има едно правило, кога ќе се види возилото дека оди помеѓу 2 сообраќајни ленти, секогаш онаа што е од левата страна оди према лево, а секогаш онаа што е десна страна од нашето возило оди према десно, така да се направи една слободна траса на нашите возила да може да поминат. Затоа треба секогаш да внимаваме во сообраќајот, односно да се исклучат мобилните, да се намалат оние радија кои што се во возилата, кои што исто така го одвлекуваат вниманието. Гласната музика во возилото не може да се слушне од неа сирената на возилото. Така да имаме голем проблем низ движењето на поготово на скопските сообраќајници. Споменавме каков е вашиот протокол за работа и како треба да се однесуваат останатите учесници во сообраќајот. Како треба да се однесуваат оние кои што се инволвирани во сообраќајната незгода? Кои се првите чекори на однесување?
Значи секогаш треба да се праша од оној што пријавува, дали е тој во самото возило учесник, дали колку е повреден, дали има некој кој што не реагира, и секогаш апелираме да не се поместува повредениот, бидејќи може да се направи дополнителна повреда. Низ Скопје стигнуваме многу брзо во сообраќајни незгоди во градот, меѓутоа така да е препорачано да не се придвижува повредениот. Знаат ли да реагираат граѓаните? Многу пријавуваат и со паника, што е нормално на таква една работа и нормално е да сме испаничени, меѓутоа има доста и совесни граѓани и смирени со кои што може да соработуваме додека да стигне возилото и со кои што може да пристапиме веќе кон прва помош на повредениот. Имаме нашиот делокруг на работење не е само градот Скопје, туку е и скопската околина, се до Тетовскиот, значи излегуваме и на патот према Тетово, према Велес, према Куманово, така да тука имаме една соработка со итната медицинска помош на овие градови, во зависност од тоа во кој правец е случајна сообраќајната незгода, од таму поаѓа возилото. Затоа ви велам, тука имаме една огромна соработка, добра, позитивна соработка, што придонесува за навремено згрижување на повредените, за да побрзо се донесат во скопските болници. Имаме соработка и со трите ургентни центри во Скопје, тоа се ургентниот хируршки центар, градската општа болница 8 септември и градската болница Светина Охридски. Цел систем, една алка ако не функционира, ништо од работата, меѓутоа мора да функционираат сите безпрекорно. Што сте виделе низ годиниве, доктор Анита, кога станува збор за сообраќајните незгоди? Предпоставувам дека не е едноставно и лесно да се биде сведок на ситуацијата, од друга страна треба да ги исклучите емоциите за да може да дадете итна медицинска помош на време. Значи, иако во мојот 20 годишен стаж на терен, сум видела се и сешто. Колку и да се трудиме некогаш да ги исклучиме емоциите, тие превладуваат отпосле. Значи, во моментот на работа, на интервенција, на реагирање, сите сме на некој начин исклучени од таа емоција, затоа што треба да се пристапи кон имобилизација, преврска, реанимација на пациентот кој што е повреден. Меѓутоа емоциите не надвладуваат отпосле, кога ќе се предаде пациентот во болница. И јас мислам дека не постои вработен во итната медицинска помош на кој што не се сеќава и не му е врежена барем една тешка сообраќајна незгода, на која што нели ние и при седнување при наши разговори си ги раскажуваме, за жал тие немили случаи кои што остануваат длабоко врежани во нас. Даваат ли за крај кампањите и јавното говорење ефект? Каков е впечаток? Мислам дека тие кампањи и јавно говорење треба да се постојани. Можеби во почетокот даваат ефект, меѓутоа со тек на времето мислам дека избледуваат и затоа еден апел тие да се постојани. Казните како казни не велам дека немаат ефект, меѓутоа се е до совеста на оној што ќе седне зад воланот. Голем број на сообраќајни незгоди ни се кај млади возачи, значи 18-19 години, кои што возат силни коли со јака моќност и кои што најчести тие сообраќајни ни се за време на викенди, петок вечер, сабота вечер и очекуваме и сме спремни за такви, за жал, интервенции. Алкохолот си го прави своето, невниманието под дејство на алкохол и наркотици исто така. Одземање на вниманието со мобилните телефони исто така. Така да во тек на летните топлите периоди превладуваат сообраќајни незгоди со тротинети, велосипеди, мотоцикли, мотори, така да најчести ни се тој период тие сообраќајки. Се надевам дека и нашето јавно говорење ова утро ќе даде ефект, доколку допреме барем да еден возач сме завршиле работа. Јас посакувам многу помалку работа во периодот кој се следува токму во сообраќајните незгоди. Благодарам. Искрено, јас се надевам, ви благодарам.